сега одиме на поинакви теми, односно да ги проследиме успесите на танчерите од Aqua Dance Studio, успесите кои што го постигнаа на светскиот шампионат во хип-хоп. Така, да. Ајде, добро утро до нашата гостинка Емилија Достинова. Добро ни дојдовте. Гледам многу пехари, многу медали, што значи ќе си имаме богат разговор. Така е, Искра. И ќе си разговараме за нешто убаво. Така, многу убаво, да. Сега не знам како оди, нели, кој пее зло не мисли, а кој танцува треба да измислиме нешто. Кој танцува има весел дух, најверојатно во себе сигурно. Ти танцуваш? Така. Да, ама како? Пееш? Не, греота е за другите луѓе. Да. Ама за танцување те бива. Да, колку толку, имам обзир кон другите луѓе, затоа не пеам. Да. Благодарам, Искра. Добро утро, Емилија, и добре ни дојде Aqua Dance Studio. Ние си поразговаравме, па некаде си се пронајдовме, со оглед на тоа дека генерацијски сме блиску. Да. И многу е важно во животот да се носи оној спортски дух, меѓутоа многу е убаво и танцувањето. Затоа што танцувањето и се забавуваме и спортуваме. Така ли е? Точно. Да. Ајде малку за Aqua Dance, знам дека многу долги години обстојувате, меѓутоа малку хронолошки ќе се навратиме наназад низ времето. Се да дознаеме многу повеќе и околу Aqua Dance, со оглед на тоа дека освојувате секаде награди каде што ќе поидете. Да. Па постоиме уште од 99-та тука прв пат. Далечната. Добро, сега да не ја кажеме толку далечно. Веќе. Да. Од 99-та и сега оваа година 2024-та ни е 25 годишница од постоење. Браво, секоја чест, посакувам уште долги години. Да, почнавме со малку, еве сега сме, да кажеме, долги години етаблирани тука со 3 студија, така да одлично. Во Скопје. Да. Сега, кога видиме 3 студија, ајде 3 нешто, локации. Да, 3 локации, тоа се значи локациите онаму каде што вие ги подготвувате, ги насочувате на танцување. Меѓутоа сега мене многу ме интересира, кажавме дека од 99-та Aqua Dance Studio постои. Околу танцовите, што е она што произлегува од Aqua Dance Studio, кој вид на танцови до сега, на танци? Така, ние работиме претежно хип-хоп, во помал обем и современ балет, и джез, ама претежно сме хип-хоп студија. Така, Да. насочени сте кон хип-хоп, кон да. хип-хопот. Зошто се одлучивте, многу ме интересира, и вака да кажам за хип-хопот. Да почнеме, значи јас кога бев мала. Така. Таа музика беше во ек на развиток, да кажеме, танцот беше, тогаш се почнуваше и како мала бев фасцинирана од тој вид на танц и тоа ме повлече. Така. Да се насочам во тој правец. Да, одлично. И еве не и ден денеска сме нели. Сега е дури еве уште можеме да многу погледнеме и во моментов колку се пресладки. Кога ќе ги видам вака дечиња и можам да замислам пак си се навраќаш и на твоето детство, кога ти си започнувала нели со танцови. Да, меѓутоа еве сега тоа сето искуство кое е собрано низ годините ние го едноставно, па да кажам, подаруваме на овие дечиња кои што заслужуваат тако нешто затоа што си имаат и желба. Еве не со медали. Јас како што напоменав и кажав и на самиот почеток, вие каде и да се појавите, освојувате награди, што е знак дека сте едни професионални, па да кажеме танчери, така? Да. Еве ги пехарите, ги имаме и во нашето студио. Кои фотографии во моментов гледаме и зашто? Ова е нашиот дел од Репрезентација. Да, благодарам. Ништо не е проблем, колку ни се случува и нас, така да уживај. Делот од нашата репрезентација, ние имавме 115 танчери наши од нашето студио, кои што беа дел од македонската репрезентација, кои што представуваа Македонија на светскиот шампионат сега што се одржа во Борис Трајковски. Како се одржа, како сето тоа се одвиваше? Дали бевте задоволни од сето она како организација што се постигна со оглед на тоа дека се работи сепак за светско првенство? Да. Организацијата беше врвна, значи немам никаква. Значи способни сме да организираме нешто. Способни сме и тоа многу сме способни. На светско ниво. Да, имавме повеќе од 35 држави од цел свет на првенството. Така да сме многу горди што земавме учество и што земавме дури и успеавме некои
медали и добри пласмани да освоиме на Што светско. освоивме најмногу и до која годишна возраст ме интересира сега? Кои гледачите? Ние на светскиот шампионат излеговме со сите возрастни категории, значи имавме мини, имавме детска категорија, имавме јуниорска категорија, имавме сениорска категорија и имавме категорија што ја викаме сениори 2, односно тоа сега зема во подем кај нас, тоа се Еве ги луѓе пехарите на ги гледаме. 31 година плюс. Да, освоените и секако дека тука јас ке кажам честитки од екипата на Благодарам. Алфа телевизија, сигурно дека и самите гледачи истото го кажуваат, честитки до вас, затоа што сепак ние можеме на светско ниво за танци да освојуваме пехари, награди, медали и така натаму и кажавме дека имаме повеќе возрасти. Сега кога ги споменавме возрастите, ајде малку околу тоа. Кој се може да танцува во акваденс? Можат сите. Можам и јас. Може. Да се тоа навратам ни и е јас сега на минатото. најпопуларната група за луѓе 31 година плюс, значи има огромен интерес да се танцува хип-хоп Така? и на Забавно е, сигурна сум дека со оглед на тоа ете возраста, меѓутоа доаѓа и како еден издувен вентил. Претходно имавме изборувавме со психотерапевти колку е многу важно нели во животот менталното здравје. Меѓутоа јас знам дека и танцот многу допринесува за нега на менталното здравје и духот исто така, затоа што на дечињата тоа им е сега во ова време најмногу потребно. Ајде малку ќе позборуваме, кажавме за повозрастните генерации кои што можат да бидат дел од акваденс, меѓутоа и за еве малите. Од 4 најверојатно, така ќе му дојде. 4 веќе осознаваат и го разбираат танцот и да следат час. Имаме ли талентирани од 4 годинки? Има. Имаме многу талентирани деца во Македонија. Верувам дека е така. Дали во акваденс студиото или вашето доаѓаат ли сакаат еве знаеме од Скопје, меѓутоа има ли начин некако останатите дечиња или да се прошири акваденс и за останатите градови? Затоа што се ни е стационирано во Скопје. Размислуваме, ама ќе видиме. Најголемиот проблем е во наоѓање на добар кадар, кој што ќе ја проложи твојата работа и во друг град. Така, значи не е работа да најдеш било кој и да само да отвориш. Верувам дека е така. Треба многу посветување, внимание, време и така натаму. Ајде сега да позборуваме она што јас и сакав да ве прашам за дечињата. Колку значи танцот, без разлика дали е хип-хоп или она што го споменавме и останатите кои што ги имате танци во растот на едно дете? Колку е тоа значајно? Многу е значајно бидејќи е спорт. Активни се, активни се часовите доста, се работа доста вежби за правилно држање на тело, за кондиција, за танцот ги тера да размислуваат, нели во повеќе димензии, не само на една страна. Така да, како и секој спорт и хип-хопот истото значење го има за телото. Многу динамично танцување во секој случај, да. Од она што јас сум имала можност да забележам и да погледнам и секако и од надпревари. Меѓутоа, се покажува и голем интерес веќе дечињата во последно време за хип-хопот и зошто е тоа така? Затоа што е модерна многу музика, затоа што е современ танц, од се по нешто и гардеробата може да биде интересна. Да, и гардеробата е така по... Да, при танцување, за да ги изразиме, оние адолесцентите се нели најверојатно најмногу го сакаат хип-хопот, предпоставувам сега, не знам. Па најмногу има деца, да кажеме од 7 до 14 години, да. И после кога ќе почнат средношколските денови, остануваат, да кажеме, децава кои што стварно сакаат да танцуваат и кои што стварно наоѓаат време за се. Од акваденс колку произлегува професионални танчери? Покрај вас се разбира. Моментално нашата сениорска екипа има 19 луѓе и од нив доста од нив... Тоа е голема бројка? Да, голема бројка. Веќе имаат 10 години плюс искуство позади нив, зад нив. Некои од нив се веќе на факултет за современ танц. Браво. Држат часови, инструктори се идат на семинари.
полагаат за тренери. Така да, активни деца имаме што лекуваат од нашето студио. Можеме да го прокоментираме ова. Германија, Турција, Македонија прво место. Да. Ајде, зашто е па нормално, дека сме горди, сигурно. Да прокоментираме за ова колку се радуваат. Можам да замислам радоста на дечињата колку е голема кога ќе освојат награда и еве со македонското знаме, па и тоа е духот на Македонија, се носат Македонија во срцето, носат победа и за себе, меѓутоа секако и за Македонија горди македонци. Да, честитки на вистина, горди, браво за дечињата. Еве овде конкретно зашто станува збор. Ова се деца на возраст до 7 години, значи ова е таа мини категорија. Мини, така? Да. Колку се сладки. Како што реков, имаме многу талентирани деца. Ова конкретно зема прво место во група хип-хоп. Тоа се деца, тоа е група до 7 танчери. До 7. Да. Ние конкретно искочивме со 6. Колку се пресладки се. Да, изненадија, многу добро изиграа, беа Тоа е, значи, ние сме први во светот. Да. Акваден студио, честитки на вистина, секоја чест. Ова ни е формацијата, исто мини, они земаа второ место. Како танцуваат, прекрасно. Да. Да, децава стварно многу вежбаат, имаме огромна подршка и од родителите, нормално за секој успех на секоја дете. Браво. Зад нив мора да стојат и родителите и нивната подршка. Сега, она што ние вака кога гледаме на се ни изгледа прекрасно и аплаудираме, се воодушевуваме и така натаму. Меѓутоа, за една ваква кореографија, колку време е потребно? Цела сезона. Така, за да дојдеме до вакви резултати и да дојдеме до ваков вид на танцување и да бидеме синхронизирани сите во танцувањето, тоа одзема се внесува многу труд, многу љубов пред се, затоа ги имаме и резултатите. Меѓутоа, еве, јас знам по себе, некогаш кога ние сме сакале нели како мали да пробаме игра, орна и балет и така натаму, меѓутоа знам дека за една кореографија сме ја вежбале многу повеќе, па дури од 7-8 месеци до година дена. Кога сме требале да се представиме некаде. Како ќе почне сезоната во септември, значи се работи на таа кореографија, имаме стекот на сезоната и контролни надпревари, каде што ги гледаме нели децава на подиум до кај се стигнати и на што треба уште да се работи. Така. За да кога ќе излеземе на побитните надпревари да бидат спремни. Да, подготвени. Да. Се вложува многу труд. Еве, времето си поминува низ годините. Пред се многу здравје посакувам на сите вас, затоа што сте многу потребни во оваа држава. Кажавме дека постои факултет за современи танци, каде што секој и од овие дечиња може да се пронајде понатака во животот, да продолжи, зашто да не за да освојуваме вакви светски награди и уште еднаш јас сум воодушевена и секоја чест до вас. Меѓутоа, еве и за вас конкретно, како професионален танчер, да кажам, како е да се работи со толку многу дечиња и како се воспоставува ред и мир? Потешко. Верувам, да, меѓутоа треба тука и воспитно образовниот процес. Да, треба воспитно, треба нели да се најде пристап со децава, да се знае како да се работи пред со децава, треба да ги сакаш децата. Сите различни карактери. Сите се, да. Да, верувам. И искрено, значи има деца од мирни, повлечени, има кои ќе допалави. Тие мирните повлечени кои ќе излезат на подиум, значи тогаш им искача на енергија најголемата. Така да од сите деца може да се очекува се. Да. Меѓутоа, оно што е важно, кога се сите заедно, го гледаме нивниот, односно и вашиот заеднички успех. Еве, сега малку да позборуваме во овие минути кои ги опфаќаме вака низ Добро утро секој утро во како наши гости со овие освоени прекрасни награди за сите нас. Ова се наши награди за Македонија, така? Сакам да позборуваме околу членството. Кој се може, кажавме ние возрастна граница, меѓутоа, еве како вие функционирате во текот на една недела, кој период може да се зачлени некој, нешто околу тоа повеќе да дознаеме, или пак оние кои што сега не следат, а имаат желба, дечињата да ги предадат, така да кажам, во ваши раце. Да, значи, бидејќи имаме повеќе возрастни категории, имаме и повеќе групи за тие истите возрастни категории, а имаме од почетнички групи до напредни надпреварувачки групи. Едноставно мора да ни сконтактираат прво,
за да ни кажат која возраст е детето, бидејќи групите ни се поделени по возраст, Така. и да ги упатиме кога да дојдат на пробен час, бидејќи имаме пробни часови. Може би ќе му се допадне на детево, може нема да се пронајде. Одлично, Така да ваша секој страна, има шанса да проба. Да. И кога пробуваат, сигурна сум дека повеќето и не се откажуваат, затоа што сакаат да продолжат и понатаму. Што значи сега доаѓаме и до прашањето колку членови брои Аква Денс студиото. Не, требаше Дури да неа се не спремам за знаете. овие прашања. Дури неа не знаете точната бројка што ве има многу. Точната бројка не, јас знам да го прашате, мојот сопруг Така. кој ја води таа евиденција повеќе, али мислам Но дека секој, некако да околу 250 до 300 членови Па имаме. тоа сакам да го слушнам. Тоа е навистина многу голема бројка, како се сноѓете. Морам да прашам уште. Како што кажам, како си го имаме организирате времето? Затоа што ние, еве, со своји работни места и обврски, вие треба да го организирате времето за 250 ваши членови. Да. Како е тоа можно? Бидејќи работиме на 3 локации, како што спомнав, имам мој кадар, значи мои Имате деца. ред и организација, да, дисциплина. си има кои групи, кои инструктори ги водат, кои тренери. И си имаме часови секој ден од 5, како ќе почнеме, завршуваме до 10:30. Така. Со последните најстарите групи, најстарост Колку неделно возраст групи. дечињата, еве да кажеме, почетните тренираат? Советно тоа дека е спортска дисциплина. Да, почетните групи почнуваат со 2 пати неделно, 2 пати неделно. Напредните групи веќе имаат 3 пати неделно, кога имаме надпревари не знам колку пати неделно. Повеќе пати. Да, повеќе пати Секојдневно, неделно. за да се постигнат резултати. За да се постигнат резултати. А имаат ли дечињата резултати на училиште? Сигурно Имаат. знаете. На тоа сме најмногу горди, бидејќи Што е многу децава важно. кои што танцуваат кај нас се исто толку добри и на училиште. Одлично. Пошто кога танцуваат, кога доаѓаат на часови, било на кој спорт, се стекнува еден вид на дисциплина, кој што не тоа го применуваат понатака и во сопствениот живот, нели, во приватниот живот. Да, така верувам. Ајде да ни кажете сега и за подготовките, она што се подготвува за пред Нова година, да не изоставиме и заборавиме со оглед на тоа дека си се замоабитивме вака убаво. Но добро е да се дознае се што се работи, односно се зборуваме за хип-хоп танцот, но кажавме дека и за кои танци исто така уште Современ. имаме. Современ танц. Што значи тоа? Современ танц е На која музика треба да танцуваме? современ современа танц може да се танцува на било каква музика, било каква претежно музика. се танцува на експериментална музика, на така. Така и джез. И джез тука балет. што правиме? А, Па може, убаво би било да станете малку да танцуваме на музика, но ајде следниот пат ќе имаме можност се надевам и за такво нешто и Джез со балет е дечињата. подинамичен вид на танц, се базира повеќе на балетска техника, така да интересен онака за Вие сите техники ги имате усовршено низ годините. и Да, така низ годините, натаму, да. Е, сега да, ајде за пред новогодишниот ваш концерт да кажам? Па представа и слично. Спремаме хип-хоп представа, која што ќе биде на понеобична музика, значи ќе имаме хип-хоп танц кој што нема да биде на хип-хоп музика. И на тоа сме многу горди, да кажеме, што ете стигнавме до тоа некое ниво да можеме хип-хопот да го имплементираме на било која музика и тоа да изгледа, се надевам, мислам дека ќе изгледа добро. Ако излезе како што го замислуваме, Сигурна сум дека така ќе биде со оглед на тоа дека ако можете да освојувате светски шампионати и пехари да носите медали и така натаму, можам да замислам како се тоа што сте го замислиле може да изгледа, затоа што сакаме да импровизираме во нешто и да наоѓаме некои нови работи, зошто да не и во танцовите. Зошто да не? Така. Кога ќе се одржи уште само тоа да кажеме? 29 ноември во Македонска опера и балет. Благодарам многу за учеството во утринската програма и да освојуваме уште многу награди и нека не се живи и здрави дечињата нашата иднина и нека се среќни. Ви благодарам. Јас знам дека танцот ги прави среќни. Тука завршуваме. Ви благодарам и на двете.